Добро е до мајша сцена за Стефан Николски. Здраво, Стефан. Здраво, Александар. Можам да кажам меѓу најпопуларните во Македонија си ни. Па, добро. Фала ти на комплиментот. Се спремам да кажам, доаѓам во Велес да снимам. Стефан, ќе го снимиш? Кој бе тоа? Женски? Леле, одма почнавме. Омилен си ке женски. Морам да кажам дека многу те пратат и многу си популарен. Немам приметено. Немаш приметено. Најша работа, во Велес не те пратат, може би, иначе Скопјанки те пратат. Во Велес ми е подруго, домашен сум тука, нема тука што да глумиш звезда. Нема што да те пратат. Испратен си овде. Испратен си уште од средна школа. Од средна си испратен. А во Скопје, бога ми си многу популарен. Во Скопје, дали пошто уште не живеам таму, ама секој ден сум и помалку ме гледаат само и ќе ме видат малку па си одам и можда тоа е таа неизвестност. Штефан, те гледат и се забавуваат на стендапите кои што ги имаш низ Македонија и посебно и во Скопје, знам, но исто така сите актери кои што глумат во театар комедија стануваат ултра популарни. Ти си дел од Ало, ало. Да. Која представа е хит представа и кога глумиш во хит представа и кога глумиш женско во хит представа, тогаш тоа е нема. Тоа е уште поевре. Нема шанси некој да не те запомнет. Да, дефинитивно театар комедија е најпопуларниот театар во Македонија, мислам, може така, точно. Тоа да го кажам без да ми се налутат сите останати, свесни сме за тоа. Така. Жанровски е определен и тоа е тоа што му треба на народот. Нормално се разбира дека сите театри се многу добри, видовме се Маната што испровоцира. И дефинитивно мислам тука пуштаат рака и театар комедија и сите. Така. Затоа што наставно само може тоа да не такви проекти да не потсетат колку сме многу јаки во оваа ера, онака со баш со и искусни, јаки актери и со млади добри актери, така што дефинитивно сме многу јака нација која станува збор за актерство. За театар, бога ми, нема равен. Да. Баш тоа им го кажав и на мои другари и пријатели, дека навистина Македонија е плодна почва за актери и актерки и ретко, сигурно има добри актери во било која земја да ги сигурно тоа, значи неминовно. Да. Значи имаат сите земји добри актери, но како кај нас што имаме квалитетни и добри актери на толку мала површина, толку голем број на актери, тоа е навистина. Апсолутно, јас на пример од кинематографија им се фасцинирам многу на србите и кога разговарам со колеги кои имам прилика да се видам по фестивали и така натаму, со колеги кои што се од Србија актери, сваќам дека ја кога ќе почнам да им ја фалам нивната сцена и така натаму, сваќам дека многу наши глумци им се нив идоли. Така што секогаш ме поправаат тоа, брато, мислам дека жалиме што немаме кинематографија како нив, ама дефинитивно мислат дека имаме многу појаки глумци. И да знаеш дека е така? Па, реално. За време на бивша Југославија, ти си помал ги знаеш тие работи, но за време на бивша Југославија имаше впечаток дека србите се најдобри глумци, затоа што се беше кај нив сите филмови и навистина за филмови им нема равен. Да. Си се истренирани, многу од нив ги повторувале во многу филмови, така што еднаш, два пати, три пати, пет пати и да направиш грешка ќе научиш и ќе бидеш супер актер филмски. Но за театар имаат и тие, секоја чест, навистина имаат и хрвати многу добри глумци, и босанци, и словенци, посебно срби, но македонците се убедливо најдобри театарски актери на просторите од бивша Југославија, можам да кажам и во Европа се убедливо најдобри актери. Види, и за таа кинематографија дефинитивно ние тој данок го плаќаме од Југославија, затоа што кога ќе ги погледнеш денеска кој ушто е најдобар, србите се најдобри во долгометражен игран филм, заради тоа што целиот сектор на кинематографија, продукција е сместен во Београд за време на Југославија. Точно. Сега, например, многу интересен факт е кај хрватите што било, таму бил секторот за сапуници, за такви серии, моментално се махери, прават по 300 епизоди за една серија. Додека кај нас... Имаме Јелена Јованова, ни беше една супер улога имаше. Додека кај нас бил сместен секторот за документаристика. И ние имаме најдобро обучени луѓе за документарни филмови и тоа се покажа за Ханиленд. Ние најголем успех постигнавме покрај Пред дождот со Ханиленд, беше со два Оскари номиниран, така што
Се си има своето, ама мислам дека и нашата кинематографија полека ќе почне да се крева. Јас сум заљубен у филмот, иако ова ми е најголемата љубов. Сепак филмот ми е швалер. А си ги сакаш швалергите? Па нормално се. Види, жена може да биде било која швалерка, да треба исто да биде. Да, точно. Стефан, како ти дојде идејата да работиш стендапи? Идејата некако сама се наметна, не знам, уште од средно професори ми викаа да пробам, ајде на некои забави да пробаме и така натаму, немав храброст тоа да го направам. Иначе забавен ти беше така и во средно? Да, ама разликата е во тоа што бев свесен затоа што сум гледал многу стендап претходно. Можеш многу да бидеш забавен со пријателите, супер со друштвото и така натаму, меѓутоа стендапот не е тоа. Так. И кога луѓето ќе ти речат, абе ти си многу смешен, дај прај стендап. Секогаш имав во главата една рачна кај што се крева и вика чекај, тоа не е тоа, значи не е забавување со пријателите. Ти тука им ги знаеш на сите интерните шеги, дури да не ги знаеш, ти треба 5 минути да сватиш тие 5-6 луѓе како размислуваат, па почнуваш да се зафркаваш и тие да се смеат. Стендап е сосема друга работа. Треба да имаш материјал, да е сала, кај што има многу луѓе, ти не можеш у 5 минути да процениш кој каков е од тие луѓе. Не знаеш што му е смешно, што не му е смешно. И дефинитивно можам да кажам дека е најтешката гранка од нашата професија. Значи, ако комедијата е најтешкиот жанр, ова е едно детенце нејзино кое што е многу лудо и многу палаво и дефинитивно најтешко да се одржава и да го пораснеш. Идејата дојде веќе више некако само се побара. Јас почнав со Инстаграмот, со некои смешни видеа и почнав веќе многу луѓе да ме контактираат за стендап. И првиот стендап го направив тука на Питијалата, што ми беше, тоа ми е втората грешка во животот што ја направив. Првата не ја кажуваме. Интернет. Да. Втората грешка беше што прифати стендап на Питијалата, многу почитувам градоначалникот Марко за тоа го прифатив тоа да го направиме. Имаше, па не знам колку луѓе имаше. Колку собира таму на целата раскрсница, нека бидат 2000 може и повеќе. Сигурно, може и повеќе. Отворен простор, гласот бега насекаде, последниот човек ми е на 58 метри од мене. Так. И ја излегувам да правам прв пат стендап. Тоа е, мислам дека животот ми се смени после тоа, затоа што веќе почнав посериозно да гледам да работите, осозреав во тие 20 минути. Тоа беше стендап во стендапот. Најголемиот стрес во животот што сум го доживеал, ми испукаа капилари, после тоа ми течеше крв од носот од притисок, кој знае што се случува во организмот. И тогаш кога прешолтав тоа, кој ќе им кажав на другите колеги мои што прават стендап, кај сум почнал, како ме вика ти чекај, значи тоа се оди со 10, со 20 луѓе, па после се оди вика ти обратно си ја фатила. Викам, дајте сега помалку луѓе да се смирам малце. И почнав со Тино и Сватанас по 10-15 минути пред нив во Public Room. И таму е многу интимно, со 80-100 луѓе. И свативме дека луѓе стварно многу го сакаат од Тино и Атанас, долго време не правеа стендап, само од Буамара на Буамара. И почнаа и они веќе така по приватни настани едно друго и свативме дека цело време бараат карта повеќе. Така е. И они уште толку ме силеа, пишува и уште материјал и више стигнав до 40-50 минути, кај што више сваќаш што е вистински стендап, да издржиш на сцената 1 сат и да ги забавуваш сите и после тоа само како завршуваш ти изнесуваат од сцената. Само те легнуваат, нема енергија веќе. И така дојде после Јане Сандански и сега нема назад, готово. Да, сега веќе нема назад. Да. Те гледав кога беше на стендап заедно со Маријан, мислам дека бевте од Битола. Не, со Маријан мислам дека немам настапуван. Немаш настапуван? Не, во опера и балет беше он, ама не настапував, бев со него позади. А со него може да си имаме видео така, не настапував. А со кого имаш настапувано освен со Тино и Атанас? Имаме во Охрид имам настапувано со Никола Тодоровски, со Никола Братовчет, со таа цела Охридско крило, што си исто извонредни, многу. Никола е многу добар. Никола е еден од легендите на стендапот. Баш е легенда на стендапот. Ние така се завркаваме стрикото го викаме, пошто не е од мене постар и сме учеле реално од него, сме го гледали него и Маријан и Сашко и тие се луѓето кои што направија пат на некаков начин. Маријан е првиот стендап комичар што учел стендапот од книга. Така е.
Тоа е, јас сум го учел од тоа што сум ги гледал нив. Значи, јас сум имал веќе некаква представа што треба тоа да значи. А они немале од кого и учеле од книги, така што дефинитивно легенди се они. Да. Ми е баш многу голема чест кога настапувам со нив. Баш си добри актери, баш си еден од подобрите актери во Македонија, затоа што да видиш добар на стендап, значи навистина треба да си многу добар актер. Мислам дека да. Актерството има луѓе кои што не се актери, а се стендап комичари и многу ретки се тие кои што на таков начин се снаѓаат, едноставно го имаат у себе тоа. Останатите кои што не се актери, многу брзо сваќаат дека тоа не е за нив. Така. Затоа што оваа работа е со тиното, често го зборуваме. Секој кој што сака да проба, мора да, ако застане на сцената, мора да има максималната поддршка од сите, затоа што со самиот тој чекор што успеал да го направи, да собере храброст да застане, тоа е за поздрав. Од тука натаму, како ќе му биде него на сцената, ако му е убаво, ако му е неубаво, ако е разочаран, ако е среќен, ако е тажен, ќе си направи на сублимат и сам ќе свати дали сака да го прави или не. И цело време викаме оваа професија сама ќе ти каже, сама ќе ти изфрли, сам ќе ја баталиш ако не е за тебе. Да. Така што секој кој што останал и трае со години, заслужува буквално многу голема почит за тоа што јас барем сега од оваа страна го знам и притисокот, го знам и стресот што го доживеш. Некако не можам да ти опишам цело време кога ќе ми кажат дека треба да правиме стендап, не сакам. Значи викам леле, пак исто. Пак ли сега? Леле. Па треба да седиш, да се додека да почнеш, па е пак каснат, па леле, и после излегуваш на сцената. Кога ќе осетиш дека ја фаќаш публиката, окрпчеш што викаме, кога ќе ја добиеш целото внимание, ја седиш до крај и кога завршуваш, тоа чувство е, можеби не знам, најубавото чувство на светот. И од кога ќе завршиш, знаеш, јак си после. Ај сега сакам па да правам. Да, додека не дое следниот и па следниот вака си. Тоа е еден ролер костер на емоции што са тој што пробал ме разбира што му зборам. Така што интересна вожња е стендапот. Господја министерка, каква вожња? Господја министерка е Синиша Евтимов, од тие Евтимовките, од тие брзите вожњи. Да, искрено, па не знам, мислам дека е можда еден од појаките бенгери на Синиша Евтимов. Такво чувство имам јас, дека и публика има прилика да дае коментар, пошто веќе изигра на неколку пати. Многу ми е убаво да работам со Синиша. Нема да користам никои други зборови, нема да филозофирам. Првото што ми доаѓа на памет е многу ми е убаво да работам со Синиша, затоа што процесот е секогаш многу исполнет со смеа, тоа што мене ми треба. Јас давам смеење, се полнам со смеење. И опуштено, а сепак на крајот од денот не се заборава ни во еден момент дека ова е најтешкиот жанр и дека за представите да постојат како што постојат на Синиша Евтимов со години, мораме да запазиме многу работи во представата. Не смееме да си кажеме, оке, ова е некоја комедија, па ајде сега ние ќе си направиме ха-ха, хи-хи, ќе си одат луѓето дома среќни и задоволни. Не. Многу точно мораме да знаеме кој каква намера има, кој кого сака, одликовите, односите какви се меѓу себе, што сакам да направам и тука пред крајот више има малку тензија и што е нормално. И па ќе имали представа, па ќе немали, па немаме, па нема да не биде и такви коментари. Јас сум, например, од почеток до крај оптимистичен, немам ни во еден момент. Дори Зорица еднаш испаничи, леле, што ќе правиме, викам, Зорица, представата е за тебе и викам сега, значи ова е 30 години славиме од твојата кариера. Ти сакаш да ми кажеш мене дека од 30 години театар, тебе не ти се случило да до овој степен сега ова е најлошото нешто сега што ти и готово ќе неме представа. Викам, повикај се на искуството, значи сигурно си имала полош момент од овој сега што ти се случи. Сигурно. И вика, па добро, да, ама па шо вика, значи ќе има представа и ќе биде многу добра. Тоа е тоа. Нормално е да паднеш и психички во некој момент, нормално е, затоа сме, да речеме, ние младите тука кај што треба да даеш јелани енергија и полни сме со тоа, па здравје Боже и нас ќе не вадат после. Да, така што помина многу, за мене многу интересно, на Синиша му понудив некои 17 варијанти на ликот што ги играл. Уште на маса кога бевме тука,
Просто ја по принцип сум човек што има така малку вишок енергија, не можам да седам. 2-3 дена на маса и веќе почнувам да станувам, да го читам, да се движам, не можам, веќе почнувам да менјавам глас. И ваков да биде, таков да биде, и на крај трите најсмешни ликови што му беа од тие 17 варијанти, ги споивме во едно, додав уште некои тикови, се роди Војчевац. Многу добар. Та вистина е многу добар. Па добри коментари имаше. Многу добар. Синиша Евтимов беше оној кој што те зеде во театар комедија и кој направи звезда од тебе, да речем. Па, да. На тој начин. Дефинитивно, затоа што без разлика на се, во еден момент многу одамна беше кога се видов прв пат со мислам, пред да биде се еруптивно како што беше, се видов со Сашко Коцев, јас тоаш почнував да правам стендап, Инстаграм и така натаму и настапувавме заедно и Сашко ми кажа само еден совет дека што и да правиш, пошто многу му беше јасно на каде одам, многу му беше јасно каква амбиција имам. Само ми кажа не смееш да го напуштиш театарот во ниеден момент. Значи театарот е нешто кое што јас сум пораснал во овој Велешки театар уште од дете и не постои никаков сектор во мојата глава што ми вика дека театарот ќе треба да го заборавам. Значи тоа никогаш не може да ми се случи. Меѓутоа како совет ми го даде и ми остана така дека дефинитивно театарот е најтврдата подлога која што можеш да имаш. Можеш ти да бидеш и најпопуларниот и најактуелниот моментално, и филмови можеш да снимаш, и серии можеш да снимаш, меѓутоа театарот е нешто кое што ќе ти даде тежина. Понатаму, кога станував се популарен на Инстаграм, а немав представа во театар, тогаш сватив што сакаше Сашко да ми каже. Дека сега многу е тешко ти да им објасниш на луѓето дека ти си актер, дека знаеш, они ти викаат тиктокер, не знаат како да те најават, што е нормално, нели? Так. Меѓутоа имаш завршена академија, чекајте, знаете, за тоа да се роди целото, па се помине еден пат, се читаа книги и така натаму. И во одреден момент Тино и Атанас беа главните иницијатори да влезам јас во Ало Ало. Синиша ме гледаше на стендап, му спомна, он само им рече, да бе, како не ми текна, викнете. Викнете го. Да, и од кога влегов веќе во театар комедија, кога се кажа дека играм таму, па после дојде паника во Велешкиот театар представата, и веќе луѓето, новинарите, секој еден актер, и сваќам дека да, дефинитивно покрај мојата љубов, советот на Сашко не беше за мојата внатрешна љубов да не го напуштам театарот, него за тоа дека многу поголема тежина ти дава. Така што да, дефинитивно Синиша Евтимов е еден од луѓето и Тино и Атанас кои што ми помогнале да сето тоа има некаква смисла и некаква тежина на крајот од денот, да не биде само стендап и тие шоуа на Инстаграм што си ги правам. Стефан, кога виде дека треба женска да глумиш? Тоа више беше во подоцна од процесот, више од кога реков ќе играм. Ќе играм, што ќе играм? Па идејата беше дека треба да бидат преправени и сега Григор го игра другиот пилот, исто извонреден актер, и ја кој кажа дека ај во еден женско да биде облечен, и се Григор е физички многу помал од мене, логично е ја да сум мажот, он да е жената. Кај Синиша Евтимов никогаш ништо не е логично, и ако е логичното така, он сака да го направи обратно, за да биде смешно. Так. И ми вика, не, мора ти да си жената, вика, види се кукасите, мола, вика, само да видам, вика, фустан дали ќе те фати некој, и ме фати фустанот, и ми најдоа, пошто носам големи пати, ги ми најдоа некои женски чевли, ама по мерка направени, бродови. Гледа, кога се видов огледала, одно Синиша да ја завакали. Завакали да работа. И сега дојде тука, вика, нешто се расправавме на маса и вика, абе, Вујковац, ја му викам, нема да речеш дека треба жена да биде, вујка, пенсиона мота. Вујковац да не да, и се смее, не, вика, добре, машко треба да биде, вика. Забавно е секојаш со него. Забавно е баш. Кажи ми, на
Студирањето како ти одеше? Студирањето, прва година ми беше многу тешко. Ми беше тешко да се навикнам. Јас бев дете од излезено од театар и некако сликата за целата оваа професија ми беше дека пошто ние многу се сакавме и во аматерското друштво што бевме пред сите представи што ги имаме правено, многу се сакавме меѓу себе и тоа беше како фамилија бе. Кога дојдов на факултет, можеби многу рано, подоцна моите колеги го сватија тоа, јас многу рано го сватив дека ова е многу индивидуална работа. На крајот од денот е колективна работа, меѓутоа колективна работа со често тоа сакам да го кажам, кога сите индивидуалци ќе си го напишат домашното, тогаш правиме колективна игра. Така што мораш прво да го поменеш индивидуалниот пат. Доаѓаме на факултет, јас доаѓам од колектив некаков тука во Велес, од луѓе кои што сме се сакале, кои што сме функционирале како сад буквално и сега сум фрлен на друг терен, кај што сликата за оваа професија ми е само таква и никаква подруга. И сваќам дека не е баш така, дека е многу индивидуална работа, додека да стигнеш до некаков колектив после. И ми беше многу тешко да се навикнам. Помина таа година, си легнаа работите како што треба да бидат и више втора, трета, четврта година ја поминав многу лесно. Мислам, како што сум сега, тако бев и на академија со Зоја, многу се пајавме во расправи и секојаш за тоа што сакаше да ме научиш како вистински се игра комедијата, иако, например, таа ретко прави комедии, не е нејзин фак, меѓутоа не ги прави ради тоа што знае која е таа тежина, која што ја носи и знаеше многу често пати да реагира остро спрема мене ради тоа што комедијата не е само не се игра со свесност. Не можеш да бидеш свесен дека ова е смешно и дека сега ти ги насмееш луѓето за ова представа зборувам. Тоа е веќе стендап. Мене тој стендап ми бегаше во тие испити и во тие представи, не за тоа многу ја нервираше, кај што ми дала лик, сме направиле анализа и мене ќе ми забега, ќе ме понесе атмосферата од публиката. И ќе се појдеш во стендап. Да. И во одреден момент многу добро преку испит на Чехов ми објасни што значи комедија. Чехов за себе вика дека неговите драми се комедии, кога ќе земете ги читате, имате чувство дека Чехов или не бил добар во главата. И ги го работевме галеп, можда некои 5 месеци, 6, не знам колку време траеше тоа, може и така ми изгледам. Да. Го играв Треплев и цело време се каравме со Зоја, како викам ова може да е комедија, дали сте нормално, што ми правите мојот, ја секој ден исто сум облечено, што ме стави у луп таков, цело време се вртам, па зимно времето и зимски семестар. Русија, како, значи, мрак. И Зоја ми вика, ама ти не си свесен, ова е многу комична сцена што имаш. Абе, каква комична сцена, луѓе, викам, гледај тука се нервира, вамо плаче, мајка му го преврзува, сака да се убие, се промашил, не знам што та. Одиме, комедија. Доаѓа испитот и играме сцената со Ања, мојата омилена колешка Ања Митич, како сестра си ја гледам, сега во драмски. Играме сцената, првата, пошто ми беше на 3 страници поделена сцената и сите 3 страни има различна емоција. И првиот, кај што е нервозен, поминува, па после тоа почнува да плаче и во тој прекршок кај што престанува да плаче и вика, ај преврзи ми ја главата, цела публика почна да урла од смеа. Јас сега, јас сум у анализата, влезен, сум бил, значи сум сега сум улога, што да ти кажам, глумам, парче правам. Трагедија играм, човек. И почнаа сите да се смеат. И мене, после испитот, одам позади и си викам, ете, мене ме фатија како имидж, дека сум смешен и сега не можам сериозно да играм. Не можам сериозна улога да направам. Зоја доаѓа после испитот ми вика, не беше комедија? Лера. И вика, ау, браво. Така што тоа во такви моменти сваѓаш дека тоа е всушност комедијата е воајерот што не гледа од страна. Него му е смешно, ама тоа не е наш проблем. Ние имаме сериозен проблем во сцената. Значи карактерот има сериозен живот или смрт проблем и
тој што го гледа од страна му е смешно, како што ние се смееме на Мистер Бин, така? А Мистер Бин има многу сериозни проблеми, брат. И Стефан, да завршиме, кога вработување ќе прославиме? Не знам, веројатно годинава некои конкурси, нешто викаат дека ќе има, така што да. Ајде да видиме. Така што вајда ќе биде и тоа, не знам. Ќе пуштат срце. Фала ти многу што не беше дел од Мајкша сцена. Фала ти многу што не правиш среќни весели во сите оние твои појавувања, излегувања или како и да ги накажеме, дали стендап или е театарска представа. Во секој случај фала ти што постоиш и што не правиш да се чувствуваме убаво. Фала ти многу убави зборови, искрено за такви зборови работиме дефинитивно и фала ви што ме поканивте да ви бидам гостин и се гледаме се почесто, се надевам. И на работа во Скопје да дојдеш, во Winner Life таму работам. Дефинитивно, таа си ветивме. Милена особа. Фала, Стефан, чај.